Својата сила. Приклонуваме пред нашиот Спасител Господ Исус Христос. Затоа многу е важно сите да знаеме дека ден работата и да стоиме цврсто на фундаментот на нашата вера. Свети да ме помилуј, да ме спаси. Почитувани граѓани, почитувани представници на медиумите, дозволете ми да ја споделам радоста и честа да бидам денеска тука, во Струга, на денот кога се осветува Охридското езеро и реката Црни Дрим и се преобразуваат во свети води, за да не потсетат на денот кога Исус Христос се крштеваше во светите води на реката Јордан. Овој ден, празникот Богојавление Водици, не потсетува и на тоа дека се може одново да се измие, очисти, обнови и повторно да се роди. Благородната порака на овој празник исполнува и со оптимизам дека надежта и жетта за доброто, совршеното и убавото никогаш не згаснуваат. Со овие пораки и со искрена верба во нив да си посакаме подобра иднина, здравје и посилна добра волја, да се соочиме со сите предизвици што ни предстојат на личен и на заеднички план. Честитки за среќниот граѓанин кој успеа да го фати крстот, му посакувам да го следи среќа и добрина низ целата година, да донесе среќа и на Струга и на нашата Македонија. Нека ни е честит и вековит големиот христијански празник Богојавление Водици. Благодарам. Денес се наоѓаме во мултиетничка Струга, каде докажавме дека символот на соживот може да важи за сите на една ваква манифестација. Вашите импресии од денешниот ден за тоа како сите го дочекаме сега? Знаете, и како градоначалник пред се во Струмица, но и како политичар по нашата цела Македонија, имам денеска честа прв пат да бидам во Струга. Оваа прекрасна гледка на Дримот, со погледот на Охридското езеро овде, е незаменлива гледка. Како Струга нема друга. Дефинитивно и навистина посакувам се повеќе граѓани да го посетуваат ова прекрасно наше катче македонско, за да се развива и туризмот, а секако стружени покажуваат и со животот, и со благопријатните насмевки, и со гостопримството, дека секој е добре дојден овде во Струга.